Поштовани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Бизнис Лаб на ТВ Канал Вест. Како што знаете, секој четврток 20 часот е резервиран за минутите кои што ги посветуваме на економијата, на бизнисот, на инвестициите, технологиите и сето она што влегува во делот на бизнисот и капиталот. Денеска и денешната емисија ја посветуваме за советодавните услуги за земјоделството, односно за развој на бизнисот преку малите и средни предпријатија. Имено преку проект на УСАИД за партнерство за подобра бизнис регулатива се одржа инфосесија на тема развојните насоки на програмите за советодавни услуги во земјоделството за подобрување на локалната економија. Овој настан беше наменет за сите макро, микро, мали и средни предпријатија кои се соочуваат со потешкоти во имплементирање на законот, како и информирање на предпријатијата за полесно спроведување на овие регулативи преку јакнење на јавно-приватниот диалог. Преку различни излагања, учесниците на информативната сесија беа во можност да дискутираат на теми поврзани со потребата од поголеми инвестиции за подигање на нивото на знаења и вештини на лицата инволвирани во земјоделското производство, преку трансфер на знаења во рамките на интегрален систем на знаење и информации во земјоделско-прехранбениот сектор, потреба од брз и ефикасен трансфер на знаења и информации во рамките на современиот начин на работа во овој сектор, со цел зголемување и поддршка на инвестициите. Крајниот резултат е зголемување на ефикасноста и конкурентноста на производите од секторот, искористување на можностите од IT секторот, потребата од уредување на областа во советодавните услуги во земјоделско-прехранбениот сектор, делувањето на јавните и приватни советодавци согласно законската регулатива, нејзиното спроведување во пракса и така натаму. Беа отворени повеќе нови теми и прашања кои ќе бидат дополнително разработени од проектниот тим кој што треба да го улесни работењето на фирмите и истовремено да допринесе кон подобрување на предложената законска регулатива. И во наредниот период проектот ќе продолжи да работи за изнаоѓање на конструктивни решенија. Повеќе детали за можностите на советодавните услуги во земјоделскиот сектор за развој на микромалите и средни предпријатија во продолжение на изјавите од денешната инфосесија. Денеска е 11-та поред информативна сесија која што се организира во Струмица во делот на советодавните услуги за сектор земјоделие во рамките на 4-годишен проект кој што се работи за УСАИД проектот. Проектот се вика подобрување на бизнис регулативата за малите, микро и средни фирми во Република Македонија. 5 главни сектори се опфатени во овој проект. Тоа е градежништво, земјоделие, туризам, текстил и ИКТ технологија. Така да предвидени се во оваа втора година да се направат 20 информативни сесии, кои досега веќе беа организирани 10 по градовите во Република Македонија. Целта е подобрување на законската регулатива, односно да се видат кои се проблемите кај микро, малите и средните фирми во Македонија, во сите овие 5 сектори, со цел да се произнесат со конкретни предлози и решенија, за да можеме понатака да направиме документи позициски со кои што ќе можеме да делуваме да се промени законската регулатива во сите тие области. Како се досегашните искуства за одржаните кои се проблеми со кои се соочувате? Има поголем број проблеми во делот на работните односи, во делот на животната средина. Мислам, постојат, меѓутоа со конкретна анализа ние ќе излеземе по завршувањето на овие 20 информативни сесии, значи некаде во септември 2018 година. Значи, Епицентар Интернационал е консултантска куќа од Скопје, кој што е водител на ова партнерство, кој што е поддржано од страна на USAID во Македонија, а имплементирано од 4 стопански комори, Стопанска комора на Македонија, Сојузот на стопански комори, МАСИТ и Стопанската комора на Северозападна Македонија. Значи 4-годишен проект кој што најмногу се занимава со погледот на бизнис заедницата по однос на деловното окружување, на законите, прописите и сите оние работи кои што ја тагираат бизнис заедницата. Во исто време проектот има замислено доста активности кои што го поддржуваат градењето на капацитетот на коморите
и пред све можноста на поддршката на работењето на малите и средни предпријатија во Македонија. Како што знаете, во Македонија тој дел на микро, мали и средни предпријатија опфаќа околу 98% од сите предпријатија во државата, а тие предпријатија во најголема мерка немаат капацитети внатрешни, значи како вработени правници и адвокати, ниту пак средства со кои што би можеле да ги платат надворешни лица, со кои што би им помогнале во процесот на усвојување на законите. Вие знаете кој е бројот на само промените на законите во една година, значи да е човек адвокат или сметководител, да му е само тоа работа многу тешко ќе може да ги прати сите тие промени, а камоли кога станува збор за едно мало предпријатие на кое што не му е предмет на работа пратењето на законите. И баш тоа е предмет на работа на овој проект, да заедно со коморите развиеме алатки кои што би требале да им помогнат на малите микро, мали и средни предпријатија во подобро разбирање прво на прописите и подобро усогласување на нивното работење со законите. Се од овие причини, значи во почетокот на јуни ќе го стартуваме порталот businessregulativa.mk, кој што портал во суштина би требал во себе да понуди неколку алатки иновативни. Овој портал, само да кажеме, е сопственост на 4 стопански комори. Значи не е сопственост на било кој друг, и е алатка која што стопанските комори треба да ја користат, да помогнат во приближувањето на овие прописи поблиску до малите микро и средни предпријатија. Значи овој портал ќе понуди алатки кои што треба да помогнат во процесот на проверка, во процесот на приближување и во процесот на едукација на фирмите, малите микро и средни предпријатија во процесот на подобро разбирање на правните прописи. Значи една од најиновативните алатки ќе биде порталот за самопроверка, кој што се надеваме дека преку таа самопроверка предпријатијата ќе бидат во можност да го проверат, да ја проверат својата усогласеност со прописите во секторот во кој што работат. Со други зборови да видат кои се тие работи со кои што се усогласени, а кои се тие со кои што не се, и на тој начин практично прво од една страна се врши едукација на самите предпријатија за тоа што треба да прават во своето работење, а од друга страна на самите комори ќе им даде увид во тоа кои се оние делови од законите кои што најмногу се проблематични за работењето на фирмите, и се надеваме на еден усогласен начин ќе можат најдобро да одговорат пред релевантните државни институции за прилагодување на тие прописи, најмногу за потребите на овој дел од предпријатијата. До кои заклучоци дојдовте барем до сега во овој дел од проектот? Кои се проблемите со кои што се соочуваат малите и средните предпријатија и што е тоа што најмногу им недостасува? Значи ние ова е 11-та средба оваа година која што имаме организирано. Во изминатата година имавме 20 вакви средби на кои што повеќе од 500 фирми имаат поминато низ овие средби на различни теми. Значи проблемите се разни во зависност од сектора за кој што се обработува во тој момент. Значи проблемите најмногу луѓето ги тичат капацитетот на администрацијата во спроведувањето на прописи. Значи едно е да се напише законот и да се напишат прописите во најголема мерка и многу често со добра волја и добра намера, али на жал кога тоа спроведување ќе дојде на терен да се спроведе, се јавуваат големи проблеми. Вториот проблем е проблемот на униформноста, значи униформноста од аспект на тоа како некои определени прописи се спроведуваат во Скопје, во Битола, во Тетово, во Струмица, значи многу зависи од самите луѓе и од начинот на кој што ги сваќаат прописите. А понатаму исто и многу проблеми се јавуваат во тој процес на усогласувањето на законите со европското законодавство. Ние знаеме дека капацитетот на нашите фирми е многу различен, условите на работа дека не се исти како во другите земји и тој процес на прилагодување на работењето не оди лесно и не оди брзо.
и тука мислиме дека има доста проблеми. Значи, ние во нашето работење имаме околу 150 законски, ние ги викаме предизвици, евидентирано, во различни прописи. Значи, како резултат на тоа, во соработка со 4 стопански комори, ние правиме така наречени позициони документи, кои што позициони документи во суштина се документи кои што нудат решенија на овие така евидентирани прописи. Сега, овие позициони документи, например, имаме доставено сет на предлози за надминување на проблемите со вадење на градежните дозволи, пример во секторот на градежништво. Во секторот на јавни набавки сет на промени назначивме со што се подобрува конкурентноста и самиот процес на обавување на набавките. Соедно со коморите го изработуваме законот за практиканство, што би требало да помогне во обезбедување на соодветна работна снага за деловните субјекти. Значи да го подобри вработливоста на луѓето, али и во исто време да го подобри изборот на самите фирми во селекцијата на кадри во своето работење. Значи, еве и денеска, овде кога сме собрани, мислам да не го заборавиме денешниот ден, значи овој настан е организиран од страна на Стопанската комора на Македонија. Значи, темата на настанот е советодавни услуги во земјоделие. Причините за организирањето, за изборот на оваа тема и за нашата поддршка е во тоа што на бројни настани до сега од страна на учесниците, фирмите, бизнис заедницата беа спомнати проблемите кои што они ги имаат во делот на обезбедување на средства за поддршка на нови технологии, нови системи за работа. Во Македонија, како што знаете, троши околу 150 милиони евра за поддршка на земјоделието. Многу малце од тие средства, скоро ич, не се трошат за поддршка на градење на капацитетите на самите фирми и за начинот на кој што фирмите треба да го прилагодат своето работење со цел да овие средства подобро се трошат. Значи, оваа средба денеска е прва, која што, како што кажав, Стопанска комора ја организира, која што ќе се надеваме ќе помогне да развие некаква дискусија по однос на тоа која е состојбата со советодавните услуги денеска, кои се предлозите кои што бизнис заедницата ја гледа во надминување на овие состојби и како овие состојби би можеле, како државата би можела да придонесе да овие состојби се надминат. Во делот на поддршка на вас како фармери директно или како преработувач или како откупувачи на овошје и зеленчук, исто така имаме неколку да кажем активности што се директно насочени кон вас. Едната е во соработка со Министерството за земјоделие се трудиме да зголемиме искористеноста на ИПАРТ програмата. Апсолутно ни е јасно дека таа имаше многу недостатоци, голем дел од вашите колеги, можеби некој од вас има негативни искуства со сето тоа. Постојат напори од Европска делегација и од нас и од Министерството како тој систем да стане пофункционален и да навистина да ви служи на вас. Она што ние како USAID го работиме е во соработка со банките да ви овозможиме да обезбедите кредити со кои што ќе го кредитирате инвестирањето, особено тоа што е поврзано со ИПАРТ проектите. Така да соработуваме со 2 штедилници и 3 банки, каде што за инвестициските проекти во примарното земјоделие и преработувачката индустрија нудиме можност за подобрување на условите за кредитирање, односно банките да ви бараат помал залог за инвестициските кредити. Дури имаме случаи каде за помали кредити, најчесто до износ до 30.000 евра, банките поради гаранцијата што ние им ја нудиме, од вас бараат само меници за осигурување на кредитот. Друга поддршка во делот на пристапот до финансии е воведување на факторинг како услуга. Не знам дали некој од вас слушнал за тоа, тоа е нешто што постои на пазарот, ама многу малку е искористено, а тоа значи предвремена наплата на побарувања. Ако вие своите производи му ги продадете на некого, македонски супермаркет или откупувач, и тој според договорот треба да ви плати во рокот 80-120 дена или повеќе,
вие со таа фактура што се уште не е доспеана, можете да отидете во факторинг агенцијата, која што пред време ќе ви ги исплати парите за одредена провизија. Како се вика агенција? Ќе ви дадам точни информации, има неколку банки, Factor Trust е една институција, една банкарска факторинг агенција што го прави тоа, има и други. Ќе ми дадете ваши контакти, ќе ви ја препратам целата листа. Значи, тоа е наменето да ви се подобри ликвидноста, да не чекате исплата на подолг рок, туку да може да се добиете нешто помалку пари, меѓутоа да ги добиете веднаш и со тоа да си го обновите производството. Тоа важи и во обратниот правец, односно ако вие сте голем откупувач со многу добавувачи, наместо да им правите проблеми на добавувачите со одложеното плаќање, вие како откупувач може да склучите договор со факторинг агенцијата во ваше име пред време да ги исплати вашите долгови кон добавувачите, а после тоа вие да се порамните со таа агенција која ќе дојде време. Значи, постојат многу можности. Тука сум на располагање, ќе ми доставите информации што ви требаат и ќе ве поврзам со колегите што тоа конкретно го работат. За оние од вас што работат извоз, со Македонската банка за поддршка на развојот имаме извозно осигурување воведено како нов производ. Тоа значи ако извезувате на некој купувач за прв пат, не сте сигурни колку е кредибилен и слично, може да се го осигурате извозот и во случај таа фирма да не ви плати од најразлични причини, да си го покриете ризикот преку Македонската банка за развој. Тоа е во делот на пристап до финансии, меѓутоа она што и вие го кажавте, зашто да инвестирате ако немате каде да ги продадете после тоа производите што ги создавате. Тука нашиот пристап е интеграција во глобалните синџири на набавки. Некој од вас веќе слушна дека соработуваме со Green Yard, тоа е еден од најголемите купувачи на свежо овошје и зеленчук, кои што понатака се пласираат во европските супермаркети. Веќе 3 години со нив комуницираме да им помогнеме да идентификуваат потенцијални добавувачи од Македонија. Имаше неколку посети во нив разни нивни дистрибутивни центри, каде што се разговараше за тоа што е тоа што сака европскиот пазар, под кои услови, во кој временски период, во какво пакување, со кои цени и слично. Така да сега тие доаѓаат на повратна посета тука во Македонија со некои од фирмите со кои што постои можност да ги исполнат тие барања, да се сретнат и да се надеваме да прецизираат некои договори. Исто така имаме програми за експорт рединес, односно подготвување на фирмите за како полесно да извезуваат, како да се ги идентификуваат пазарите каде што сакаат да се фокусираат, како подобро да разберат што оди на тие пазари, кои услови треба да се исполнат, како да се направи извозна стратегија и слично. И последната работа што сакам да ја споменам е во делот на развој на домашните синџири на набавка. Почнавме еден како пробни активности со неколку големи откупувачи да им помогнат на фармерите што ги снабдуваат да се ги унапредат, да го напредат квалитетот и количините на суровините што ги пласираат. Поштовани гледачи, тоа беше се што подготвивме за Бизнис Лаб за овој четврток. До наредниот четврток останете со програмата на ТВ Канал Вис и секако гледајте репризата веќе утре во петок и наредната во среда. Пријатно!